Доста пиете крв од народот и крадете, им порача председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на двоецот ДУИ и СДСМ од трибината во Тетово, каде се говореше за социјалните политики против сиромаштијата и иселувањето. Сиромаштијата и лошата инфраструктура се главните причини поради кои младите од Шарпланинскиот крај се иселуваат, но Мицкоски не ги заборави ниту осумината загинати во диво населје, кои за него се херои на новото време. Според него, власта ги заборавила, а како што рече, загинатите се дел од естаблишментот на ДУИ. 22 години Демократската унија за интеграција е дел од сите порази на Македонија. 22 години власт ДУИ е дел од сите афери, од сите скандали, од сите патења на народот. Затоа испраќам јасна и недвосмислена порака. Тука од Зеничко Тетово, од народот до Демократската унија за интеграција и Али Ахмети. Доста е. До тука беше. Доста крадевте и градете среќа на несреќа на народот. Доста ја пиете крвта на народот кој се помалку го има. Време е за пензија и опозиција. Мицкоски на Денот на Европа од Тетово со силна порака и до опозицијската СДСМ. Оттаму порача дека пред 10 години желбата за евроинтеграција кај македонците била многу поголема, за разлика од денес, а според него главниот виновник за зголемувањето на евроскептицизмот се токму политиките на СДСМ. Мицкоски со цврст став на патот кон Европа да не се изгубиме себе си како народ и држава. Не треба да се дозволи, патувајќи кон Европската унија, да се изгубиме себе си како народ и како држава. Пред 10 години желбата за интеграција беше исклучително висока затоа што народот веруваше дека така ќе се постигнат стандарди, ќе има иднина, подобар живот, ќе дојде надеж и мотив за борба. Впрочем, истите работи поради кои денес народот се иселува, а не ги гледа повеќе тука. Последните анкети покажуваат дека 40% од македонците веднаш би се иселиле, а неверојатни 68% од младите би ја напуштиле земјава за подобра иднина. Панелистите на ВМРО ДПМН потсети на статистиката на Евростат, каде во 2018 по доаѓањето на СДСМ на власт за цели 46% е зголемен бројот на барање на дозволи за престој на македонците во ЕУ. Исто така, во последниве 5 години намален е бројот на новородени бебиња во Македонија.